Екзалтирани лекари, незадоволни пациенти, мала реализација на најавуваните клучни реформи во здравството. Додека стариот пропаѓа, изградбата на новиот клинички се уште е на стендбај. Проектот со фирмите што требаше да го градат клинички, Гранит, Бетон и италијанската Инсо системи не се реализира, а освен најави, нема конкретен план за изградба на нов центар. Граѓаните скептични во однос на изградбата не веруваат дека во наредните години ќе има нова и функционална државна клиника. Годинава тешко. Барем како што слушам, долго ќе чекаме на нова болница. Леш уште се во фаза на наоѓање на локација, тоа кога ќе биде. Овдека ова е екстра локација за клинички, само слаби се урбанистите. Новиот клинички нема се направи сигурно за 15 години. Изостануваат инвестициите во јавното здравство, вели доктор Игор Николов. Со прекинување на еден многу важен проект за клинички центар и најава на некаков проект на нов клинички центар од кој што нема ни трага ни глас, ниту знаеме каде ќе биде. Што се случува? Се случува да условите во клиничкиот центар Мајка Тереза станат и понатаму полоши и се влошуваат, така да сето тоа доведува до една намален развој на јавното здравство, хипотрофија на јавното здравство. Но ако не ќе јавното, ќе добие приватното. За прв пат, оддел на државна клиника се сели во приватна болница. Државата одлучи преку договор за јавно-приватно партнерство, бизнисот детска кардиохирургија да му го даде на Жан Митрев. Сега операции на срце кај новороденчиња и деца ќе се вршат во оваа приватна болница. Следна на удар е брзата помош. За сега само се изработува физибилити студија за оправданост приватниот сектор да ја финансира и да стопанисува со неа преку ваков договор. Јавно-приватно партнерство кое што е недобро осмислено, кое што е избрзано, кое што е на штета на јавното здравство, доведува само до едно, доведува до одлив на здравствениот персонал. И тоа имаме одлив не само во странство на лекарите и здравствените работници, туку одлив од јавните здравствени институции. Бидејќи во услови на неточно дефиниран начини на работа, во недоволно неприродни и недобри услови на работа, здравствените работници си бараат чаре, си бараат решение, кое што можат да го најдат во така наречени форми на приватно здравство или можат да го најдат во странство. Јавно-приватните партнерства со себе носат ризици. Дел од профитабилните установи на крајот и целосно да се приватизираат, но според министерот, ваквите постапки биле далеко од приватизација. Сето тоа инвестиции во инфраструктура, сето тоа инвестиција и во опрема. Сето тоа е дополнителна и натамошна инвестиција во странските едукатори кои што и понатаму треба да доаѓаат. А ние на некој начин со сето тоа располагаме у државата. Сето тоа го има во некој од институциите. Додека не биде готов клиничкиот центар, мислам дека капитални, големи инвестиции навистина не ни се потребни. Министерот не се откажува од јавно-приватните партнерства, а ниту од 35 милионскиот тендер за набавка на лабораториски реагенси за крвни анализи. Додека јавното обвинителство го истражува претходниот, Филипче со уверување, новиот немало да најде на проблеми. Расте и одливот на медицински персонал од земјава. Па здравствените власти, со цел да го намалат овој тренд, реализираа само мал дел од планираното зголемување на платите за лекарите, но далеко од предизборното ветување за 100.000 денари месечни примања. Но и за тоа што е ветено, лекарите ќе треба да почекаат. Оти според најавите, поголемо зголемување ќе имало во наредниот период. Во меѓувреме, нивното незадоволство расте. Лекарите и другите здравствени работници, како и останатите вработени, сметаат дека не се адекватно платени. Гледајќи колку инвестирале во својата работа, гледајќи тежината на самата професија и колку сето тоа е ценето во западноевропските земји и во Америка и сродните други држави високо развиени. И граѓаните се незадоволни од целокупниот здравствен систем. Велат, не веруваат дека проблемите ќе се решат. Катастрофа е. Се треба да се смени. Човек ќе умре додека да дојде на ред. Моите реми ќе го имаш, од ќе те праќа крв да зимаш, после го губиш редот, па цел ден ќе чекаш и нема шанса. Врски, све. Чиче, миче, вујче, иначе вака, ако си болен и ако си сиромав, боле право гробишта, како да ти кажам.
Министерот за здравство Филипче пак вели се чекори напред по вистинскиот пат. Почнавме таму кај што беше најкритично и кај што беа резултатите најлоши, тоа беше гинеколошката клиника кај што недостасува и инкубатори и материјали за работа. Нема да може да ги решиме проблемите преку ноќ и свесни сме за тоа, меѓутоа јас сум убеден дека сме на вистинскиот начин. А додека министерот Филипче уверува дека се движиме кон подобрување на здравствениот систем, граѓаните чекаат подобри, чисти клиники. Се надеваат дека во нив ќе има квалитетен кадар кој ќе ги лекува, а за испитување и снимања нема да треба да чекаат со месеци.